Остварување на овој договор. Владите треба да имат еден дел од владата кој ќе работи за овој договор да се остварува. Да имат начин со кој ќе може да се измери дали добро се остварува договорот. Да вклучат лица со попреченост во следење колку добро се остварува договорот. Комитет за правата на лицата со попреченост. Ке се состави посебен комитет од сите држави за да се осигура дека овој договор се остварува. Тој комитет ќе биде во Обединетите нации. Извештај од државите вклучени во договорот. Секоја држава ќе пишува извештај за својата работа од овој договор и ќе ги испрати до комитетот во рок од 2 години по потпишувањето. Потоа, секоја држава ќе испраќа извештај секои 4 години и дополнителни извештаи ако комитетот побара. Комитетот ќе одлучи какви информации треба да додадат државите во своите извештаи. Извештаите ќе бидат и за работите поради кои не се остваруваат правата на лицата со попреченост. Што се случува со извештаите? Комитетот ќе ги разгледува извештаите и ќе им дава идеи и совети на државите што да прават. Може да побара и други информации. Ако извештајот многу доцни, комитетот може да ја опомене државата дека во рок од 3 месеци може да отиде и да види што се случува во државата. Сите држави ќе може да ги гледат сите извештаи. Секоја држава мора да обезбеди дека јавноста го видела извештајот и она што комитетот го кажал за извештајот. Комитетот ќе ги испрати извештаите до различни оддели и организации за да побара совет или помош ако е потребно. Комитетот и државите работат заедно. Секоја држава ќе соработува со комитетот и ќе им помага на членовите на комитетот со тоа што ќе им ги дава информациите кои им се потребни. Комитетот ќе размисли како да соработа со државите за сето тоа да се оствари. Како ќе работи комитетот заедно со други организации? Важно е сите државни организации да работат заедно за договорот да се оствари. Комитетот ќе покани различни одделенија и организации да дадат совети и информации за нивната работа. Комитетот може да побара и други организации за човекови права да напишат извештаи ако нивната работа се вклопува во овој договор. Извештај на комитетот. Комитетот ќе пишува извештај секои 2 години до Генералното собрание економскиот и социјален совет. Ќе вклучи идеи од различни држави за она што треба да се работи. Состаноци на државите. Државите кои се дел од овој договор често ќе се среќават околу работата на овој договор. Првиот состанок ќе биде за 6 месеци од почетокот на работата. Генералниот секретар ќе ги договара идните состаноци. Чување на извештаите и информациите. Генералниот секретар на Обединетите нации ќе ги чува сите информации и извештаи за овој договор. Потпишување на договор. Државите ќе може да го потпишуваат овој договор од 30 март 2007 година во седиштето на Обединетите нации во Њу Јорк. Согласност и одобрување. Државите кои го потпишале овој договор потоа одлучуваат кога ќе се одобрат. Тогаш навистина почнува да се спроведува во државата. Другите држави кои не го потпишале можат исто така да се придружат. Групи на држави. Секои земји се здружени како организации како што е Европската унија. Овие организации може да се придружат на договорот и да додадат придонес кога се зборува за него. Кога започнува договорот? Договорот започнува да важи 30 дена откако ќе го потпишат 20 држави. Придружување до договорот. Државите можат да кажат ако има делови од договорот со кои не се согласуваат, но не можат да одбијат да потпишат важни деловни од договорот.
измени на договорот. Секоја држава може да побара измени во договорот. Тоа може да го направи писмено во генералниот секретар кој ќе им каже другите држави. Државите ќе одлучат ако им треба состанок за да разговарат за таа идеја и дали треба да се согласат со тоа.